Денеска Православната црква го празнува слегувањето на Светиот Дух врз апостолите Педесетница и Светиот маченик Василиск. Слегување на Светиот Дух врз апостолите Педесетница. Новозаветната Педесетница е денот на славното исполнување на ветувањето за Христовото испраќање на Светиот Дух врз апостолите. Ова е крајно радосен, инзвонреден и утешителен настан. Куќата во која тие пребиваат еднодушни, одеднаш е преисполнета со шум од небото, сличен на силен ветар, а разделени јазици, како огнени, се спуштаат врз секого од учениците. Од ова тие се исполнуваат со Дух Свети и почнуваат да го благовестат Евангелието на разни јазици, онака како што Светиот Дух им даваше да изговараат. За разлика од мистиката на успението на Пресвета Богородица, например, при доаѓањето на славата на Господ и другите, од ондестрани и чудесни појави, кое им се открива како видение на некои од присутните, настаните на Педесетница стануваат очигледни за сите, не само за достојните. За да ги видат, на ерусалимјаните не им беше неопходен духовниот вид, иако на виденото не дадоа сите еднаков духовен одговор. Значи зборувањето на сите јазици на кои луѓето од Ерусалим зборуваа, бидејќи во него живееа дојденци од разни краеви, едни го гледаа како прекрасно чудо, други како знак на пијанство. Петар вдахновено го објаснува настанот и ги упатува на пророштвата за овој настан до избраниот народ дојдени преку пророкот Јоил. Благовеста на Петар допре до срцата на многобројните луѓе, што го чуја и тие го примија покајанието заради името на Исуса Христа. Во тој ден се крстија и присоединија кон црквата Христова околу 3000 души. Од тогаш наваму Педесетница се смета за роден ден на црквата Божја. За прв пат по падот човекот и постасно го прима Светиот Дух и ја добива полната и реална можност да живее според благодатта. Светиот маченик Василиск, роднина бил на Свети Теодор Тирон, бил мачен заедно со Евтропи и Клеоник. Кога овие последниве двајца биле распнати и издивнале на 3 март, Василиск бил вратен повторно во темницата. Во тоа време се случила смена на царските намесници и Василиск останал долго во темницата. Со солзи се молел Василиск на Бога да не му ја ускрати маченичката смрт. И по долгата молитва му се јавил самиот Господ Исус, му ветил дека ќе исполни неговата желба и го испратил во неговото село да се поздрави со мајка му и браќата. Во тоа време дошол новиот намесник Агрипа и испратил луѓе веднаш да го доведат Василиск од селото. На пат од селото, во градот Амаси, Господ направил преку својот маченик големи чуда, поради кои многу народ поверувале во Христа. Агрипа му наредил на маченикот да му принесе жртва на Аполон. Аполон значи губитник, рекол Василиск, и со усрдна молитва го сронал идолот во прав и со набесен оган го изгорел храмот. Исплашениот Агрипа го припишувал сето тоа на магии и наредил, па на Василиск со меч му ја пресекле главата. Во тој момент Агрипа полудел и во лудилото отишол на губилиштето. Нашол малку крв од маченикот во правот и ја ставил на себе под појасот и оздравел. Кога дошол при себе, тој се крстил. Подоцна, некој Марин, комански граѓанин, подигнал црква кај моштите на маченикот, во која многу болни наоѓале исцеление.